Почитувани, граѓаните не велат веќе ни срам ни перде, поново велат ни срам ни Петре. Мрзеливиот Петре Шилегов стана синоним за бесправно испумпување на парите на граѓаните од град Скопје. Додека ние објавуваме скандал со набавка на противпожарна скала од 1,7 милиона евра, двојно повеќе од таа во Загреб, замислете, зетот на секретарот на Шилегов не стои ни минута во место. Договорил и добил нов тендер од Радмила Шекеринска. Мрзеливиот Шилегов во град Скопје направил одлична крими шема за да се сработи набавката на противпожарната скала. Таткото на советничката од СДСМ, Михаела Иванова, ја правил спецификацијата за набавка и ја правил тендерската документација за овој тендер од 1,7 милиона евра. Неговата ќерка Михаела Иванова гласала во советот, а мрзеливиот Апаш Шилегов подпишувал. Се разбира на крајот од денот, зетот на секретарот на градот Скопје преку фирмата Armor Duo Plus набавувал. Сега, додека јавното обвинителство спие за овој предмет, се занимава единствено со заташкување на криминалот на власта, токму затоа ВМРО ДПМН од понеделник ќе поднесе кривична пријава за оваа јавна набавка, каде јасно се гледа дека се работи за крими шема и има основан сомнеж за тежок криминал. Кривичната пријава ќе ги опфати сите сегменти за основан сомнеж за криминал од единствената причина што јавното обвинителство се уште спие и ја штити власта. Замислете, Скопјани вријат за овој криминал што го гледаат, додека пак фирмата на зетот на секретарот на Шилегов добил уште еден тендер од Радмила Шекеринска. Министерството за одбрана извршило набавка на приближно 1 милион евра за спортска опрема од фирмата Armor Plus. Мораме да потенцираме. Со самиот сомнеж за оваа фирма, за набавката на противпожарната скала, каде има основан сомнеж за криминал, секоја друга набавка која се случила треба да биде под сериозна ревизија. А такви набавки има многу, во вкупна вредност од над 4 милиона евра за 4 години. Некој сериозно се обогатил. Дрскоста на Шекерински и Шилегов, фирмата Armor Plus е само показател дека се одлепени од земја цело СДСМ, цела влада и мисла дека државните пари се нивни пари. Впрочем, и никогаш не било поинаку кога СДСМ биле на власт. Ви благодарам.